Да можеа да зборуваат зградите зад мене, да можеше да зборува клупата во паркот или зидовите на станот на првиот кат, ќе ви раскажеа приказна за едно дете по име Владимир. Да може, ама не можат. Токму затоа јас ќе ви ја раскажам приказната за истото тоа дете Владимир, денес нечи татко. Ова е приказната на Владимир Блажев, или Панчо, или Шорти Пи. Ова е приказната за животот без еден родител, а подоцна и без двајцата. Ова е приказна за љубовта и желбата да се биде. За себе вели дека бил своиглаво и палаво дете. Растел со мајка му која била технолошки вишок. Имало денови кога дома немале струја, а неретко и фрижидерот бил празен. За мајка му вели дека била голем борец и секој ден се повеќе му недостасува. На 6 години, кога мајка му го пратила во продавница, завршил во полиција. Малото снодливо дете, откако видело дека малскиот маркет не работи, се качил на автобус да побара друг. Возачот на автобусот го однел во полициска станица. Снодливото дете цели 2 часа гледало цртани филмови, се додека мајка му не дошла да го земе. Владимир Блажев Панчо или диџеј Шорти Пи е текстописец и автор, хип-хоп и R&B диџеј, стравствен навивач на имзета. Татко на Андреја и на Маријан. Од 2001 година заедно со неговиот другар Андреј функционираат под името ДНК, а нивниот прв сингл Девојка за Везден им обезбеди достојно место на македонската музичка сцена. За себе вели дека сака на другите да им ја кажува вистината в лице, дека многу го почитува Лил Вейн и дека тетоважите се негова лична карта. Тие се илустрација на неговата животна приказна, секоја слика символ на одреден период од животот. Ужива да вози велосипед, да чита книги и да се дружи со пријателите. Ги поддржува здравите навики, особено во исхраната. Панчо пред неколку години се соочи со голема загуба. Неговата мајка изгуби битката со ракот. Вели дека освен мајка тој загубил учител и водич низ животот, ја загубил инспирацијата. Уште еден ден е песна што тој ја посвети на својата мајка. И не верува во зборовите на другите дека времето лечи се, зашто на секој празник, на секоја прослава, го боли незиното отсуство. Ние сме тим и така ќе остане до следната наша средба, напиша Панчо во најтешките моменти во животот. Психологијата вели дека губењето на родител е една од најголемите трауми која што може да му се случи на едно дете. И кога велам дете, не размислувам за старосна граница. Замислувам болка, не секојдневна, силна, некогаш и неподнослива, но се присутна. Владимир Блажев или Панчо ДНК со таква болка живее годините наназад. Денес, кога има деца, синовите Андреја и Маријан се труди да ја сокрие, да биде со нејзина ти, да ја даде простор да излезе само кога е сам. Првин го губи таткото, а подоцна болеста му ја зема и мајката. Впушти се во авантура, но зошто? Исполни ги соништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Пред 5 години ја изгуби мајка ти. Од искуство знам како изгледа таа болка и каков пат поминуваш, затоа ќе почнем од почеток. Денот кога доби дијагнозата, кога разбра ти за тоа, патот на лекувањето и кога дојде помирувањето со дијагнозата. Тоа беше баш кога 2011 беше. И баш тоа го правевме амплак концертот во Универзална сала и тоа беше последен пат кога она дојде на мој концерт. И после тоа беше после 2 години и пол уствари го извадивме албумот Срце и она беше исто таму, ама веќе не мораше да седи и такви работи, ама смогна сили мајка ко мајка. Ја кога дознав први не бев свесен и знаеш сите кога ја имаат таа болест, кога се далеко од тебе, болеста е далеко од тебе, или нели кога се случуваат земјотреси, поплави и такви работи, ти е као не може ова да не се случи, ама кога се случи до тебе, прво бев као не ми се веруваше и мислев дека ајде ќе го поминеме и баш тој викав ај мамо, сме поминале све заедно и се и ова мора да го решиме. Као ја бодрев со тоа и као запишав факултет, нели сакаше ја, ради неа заврши факултет, не дека сакав ја.
Нит мислам дека е тоа пресудно за да бидеш успешен во животот. Убаво е да имаш знаење, ама не е пресудно, нели? Дипломата може да ти стои дома и прашина да фаќа. Кога дознав, тоа беше еден подолг процес, ама морам тука да ја пофалам неа, зашто она јадосна 20%, 30% како неа, би бил пресреќен. Она беше толку јака да идеше на забар, вадеше зави без анестезија. Мислам, вие жените сте свака ви час ви симнувам капа, ние сме, знаеш, треба да отидеш на лекар, инекција да ти стават, па се препотуваш и такви работи. Јас кажувам за мене, ама верувам бикви многу темашки. Чим вие раѓате деца, тога е завршена причата. И она тоа добро го хендлаше. Беше многу стабилна психички, тоа е чудо, ама од секогаш била јака, нели, пошто и сам родител изгледа, ама од внатре па била многу кршлива, пошто сум ја фаќал на многу моменти како седи и гледа, некоја била болна и која била све нормално, бидејќи не можела да финансира и било незгодно да те синот, нели, или детето да те финансира и, знаеш, си пушеше цигарчиња, кафенцета, ќе се седне на тераса, некоја книгичка и кога ќе прекине пауза, ќе прави гледа негде, матно, знаеш. Али беше многу црст карактер и многу јака и многу добра како човек. Значи, она последните пари знаеше да ги дае на некој што ќе задзвони на врата. Безпомошноста што ја чувствуваш во тие моменти не може да ја надополни никој ништо. И сите пари на светот некогаш не се доволни за да се купи здравје. Мислам, јас супер се носев секогаш со незината болест и пред неа, ама ја знаев како ми е. Еднаш само заплакав пред неа, тоа беше во болницата, за 8 март беше, значи месец дена пред да почине она и однесов цвеќе и правевме муабет и кај викам се дај да продолжиме, нели, као се договоривме во факултетов уште малце ќе го завршиме. И најверојатно пошто имавме многу настапи, а сето тоа целата мука ја едноставно ја криев, нели, не смеат сите да знаат како ми е мене кога ти си отишол да забавуваш луѓе, таква ни е професијата. Баш така викам за нашата професија, дека и благослов и клетва. Така да баш се расплакав, ама она ми даде еден мотив и тоа сватив каков човек и колку голем и јак и вие жените генерално. Ми вика толку сум ја, вика буби ме викаш она. Вика буби толку, вика јас сум задоволна и срекна и горда на вас, вика на тебе и на сестра ти. И вика што ја века не ви ни требам, вика. Јас сум задоволна и вика мислам дека треба, вика, да продолжите, вика, без мене. И као, нели се ти кажува, родител не можеш ништо да направиш. Мислам, било која не е родител, што ти е нешто најблиско и што си израснал само со него. И тоа беше така едно последно соочување со неа. Така да после тоа бев јак, дури бев многу нервозен, нели? Бев љут, први неверување, така и да тие фази. Тие се 3 најтешки фази, први неверување, па љуци на сите и после прифаќање, исто и со смртта. А последното гледање беше, веќе моравме да ја дадеме во Сјурајдер и се грижеа таму прекрасно, благодарност уште еднаш до сите доктори и персонал. Последниот ден, веќе она, мислам дека не беше како што треба, ја претходниот ден ја видов, ми кажа дека даде морфиум и дека не е баш контактабилна, мада ја зборев малце со неа. И памтам кога ден денес отидов дома, имавме настап у Струмица вечерта. И јас, она додека беше контактибилна уште, попладнето некај 2-2,5, и викам, ама ја имам вечер настап, дали сакаш да го откажам, да останам со тебе. И она, не, никако, како да го откажеш? Вика, па знаеш, вас чекаат луѓето, ве сакаат, никако. Вика, исто утре, вика, утре ќе дојдеш, ќе се седиме. И сад нормално она го кажуваше така, за да ме мотивира само. Ама кога дојдов дома, легнав, беше 4, као ај малце да одморам пред настап 5 и се споја небо и земја. Таков дожд имаше одеднаш, од нигде, ја тако некој немир осеќав да запалив кола и се вратив таму пред настап. И кога влегов више, мислам дека она беше во она клиничка смрт најверојатно. И кога ја прашав шопери како и почна да бунца некој други работи, кај куќето, дај ми ја книгата. И ја почнав по докторија да викам као дај што се дешава и они ми викаат као смири се, вика све е на Господ. Толку и останав. Па знам дека дојде шоферот што требаше да не носи, дојде и Андреј и се они ми викаат што да правиме. Нешто мајка ми више толку беше и се јавив на сестра ми кој ден денес памтам и викам дојди, што мислам дека ако не дојдеш сега толку ќе биде. Ја морав да отидам. Јас отидов, докторите ми рекоа немаш потреба да седиш. Позборев уште малку со неа и памтам дека само кој изборев дека една солза од десното око и
и потече и тоа беше последно што јас се видов, следниот пат ја видов почината утре денте. Уствари ми стигна порака од сестра ми после настап и последат тие другите процедури. Има ли нешто што сакаш да ја кажеш, а не стигна да ја кажеш, не успеа да ја Многу кажеш? работи. Многу работи. Треба 10 емисии. А најбитно е тоа што никогаш не сум бил толку близок, никогаш не сум ја гушкал, никогаш не сум ми кажал дека ја сакам и сум ми кажал последните, кога веќе сваќаш дека губиш некој, тогаш значи кажуваш, а тоаш не е битно, треба преку цел живот. Поготоа ја апел давам до сите деца. Знам дека мислам ние сите сме мислели, јас секогаш сум мислел дека како може мајка ти или татко ти да умрат, нели? Тоа е кога си дете, смртта е недостижна. Како што старееш, све околу тебе, нели? Дај Боже да е по редослед, ама веќе се соочуваш со тие работи и после тоа ми беше многу потешко. После тие 4-5 месеци, тоа се случи во април, веќе ја од септември, октомври, веќе од октомври крахирав. Значи, не се деси одма, тоа е индивидуално кај секого, ама ја после тоа ми беше најголемиот пекол у живот, што сум имал со анксиозни напади, со срцебиења, со прескокнувања, со... Како денес ги поминуваш тие големи фамилиарни собирања, празници, твоите големи успеси кога не можеш да ги споделиш со нејзе? Чисто знам да идам на гробишта и тоа ми има, бидејќи тој беше стар гроб на баба ми и не можеше да го направи, јас си давав една задача за да го направам, бар ако не можела пристојно, не знам колку и да не дека она не беше задоволна како живееше, беше она скромна жена многу. Ама бар сакав домот вечен да го направам како што треба и еве баш пред 5-6 месеци и се напри чекав да поминат тие некои 3 години како се вика, па после као ајде да не го рушиш, да не го правиш и сега веќе направен и ми е многу драго. Бев пред неколку месеци, сега често идев на почетоците, често знаев да идам и да се зборам као шљакнат со неа. Ама ми беше убаво. Земав и книга и седев, знаев да седам по саат, по два. И ќе земам, ќе читам и нешто, таму е најмирно секогаш. Секогаш е најмирно и едноставно ги споделувам, знам да отидам. Не идам често сега, ама знам да отидам и тоа идам или многу рано, мислам во некој период кога нема луѓе, пошто ми е најокей. Не дека ме замарат или јас сум нека звезда, ама едноставно сакам приватност како и секој. Ето сакаш да си исплачеш, да и кажеш све. А знаат ли Андреј и Маријан за таа неверојатна баба што никогаш не ја запознаа? Андреја да, Маријан не. Андреја денес ќе потпрашам да ти текнува на баба Кача, да. И што ти текнува? Па дека ми даваше стално бомбони плюс и краде, фика. Тивка вечер, чисто небо и чудна светлина, од секаде ја осеќам твојата енергија. Звезда мала гледам па ја, со твојот лик и насмевка стојам празен, сам и тажен, те нема, не верувам. Те нема, не верувам. Да бидеш уште еден ден крај мене, да можам би го вратил цело време, тебе да те гледам, да те слушам, да ме допреш, да ми изгрееш душа. Ова е песната која што Панчо ја напиша за својата мајка, за таа болка. Беше доволно возрасен да ја разбере, но за онаа другата, кога го изгуби и таткото, немаше сеќавање за да ги преточи во спомени. Спомена дека си пораснат само со мајка. Пред да продолжиме приказната за мајка ти, ќе те прашам како беше да се расте без татко. Колку ти фалеше таа татковска фигура во воспитувањето, тој татковски авторитет? Па знаеш како, да беше жива мајка ми требаше, неа, ако ја прашав, тоа ќе ви одговореше најубаво. За мене чудно беше, бидејќи сум живеел цел живот со неа и тоа ми било како нормално. Никогаш не ми фалел, некогаш кога ете, знаеш како сум го сеќал, многу пати сум размислувал
и сум прашувал кај ми фалел, мајка ми се трудила да ми овозможи се, но татко е татко. Тој ред сум го немал, затоа сум почнал да пушам на 5-то оделение, сум бегал од дома. У 5-то оделение мајка ми ништо не можела да ми направи, бе стварно многу самостален од мал. И ја знам само вика Господот те чува и толку сам сум идол на базен на 4-то оделение, сега син ми да го пуштам, он е 3-то оделение, 4-то оделение да го пуштам сам на одмор или на базен, нема шанси. Мислам, а мајка ми викаше 20% само деца за да ти вратат, тоа ти што ми правеше. И ја тоа рачунам сега, ако е 20%, значи ја ќе побудам. Се надевам дека нема да ми вратат. Се сеќаваш на татко ти, колку го паметиш? Знаеш, не го памтам многу, мислам дека он генерално работеше и у Прага, тоа е Чекословачка беше, сега е Чешка ако не се славам. Не, у Братислава, извини. Словачка? У Словачка, значи у Братислава. И знам, пътешествие имавме дека идевме со воз до таму, у спавача, купе спавача соба, така го вика, нели? И со воз едно, кузме 13 дена патувавме до таму. Го памтам, тоаш мислам дека највише сум бил со него, нели, неколку недела дена. Претходно доаѓал, ама секогаш работел надвор и мислам дека бил директор на пошта, па потоа еден од главните изведувачи во Пелагонија, значи беше архитект. Така да не многу го памтам и по немили сцени. Мислам не бил никогаш, ја не сум гледал да се расправаат, ама знам која една сцена знам кој не ја посакувам на никој. Со мајка ми бевме у Крушево и мајка ми беше толку вознемирена да го прекина. У Крушево имам фамилија и израснавме долго време, идев у Пула, у Хрватска и у Крушево. Значи зимоска идевме често у Крушево, нели дека снег, логично. И едно време знам дека беше многу вознемирен и само ми кажа и на родниниве дека мора да си идеме. Ја праша зашто не знаеше ни она сама, ама знам кога се вративме, беше дење негде 4-5 сати, ролетните на станот беа спуштени и кога влегавме внатре, татко ми собираше све од дома. Тоа го памтам. И дури тука знам дека се закараат, ти као дете, тоа си имаве сигурно 6-7 години, само гледаш, не ти е ништо јасно. И тоаш последен пат го видов. Искочи од дома и после следно што знам, веќе мислам дека кажа дека тој период веќе бил болен, најверојатно не бил со сите, не бил он конфликтна личност. Знам сите луѓе што ми кажува дека бил многу френдли, боем, голем, помагал на луѓе. И не можам да кажам за нешто што не го знам, но тоа знам дека кога искочи, последен пат го видов и после месец или два, може и 3, не памтам сега, само мајка ми каже дека тажба ти почина и тоа беше све. Денес кога ти сами си татко на Андреј Маријан, каков татко си? Попуслив, строг? Они ми се слабост, претпоставам дека јас сум неол татко и им попуштам се, знам да викнам, ама кога ќе ме извадат од памет, не сум ги ударил ни еднаш. И мислам дека тоа не е решение, иначе балкански мислам дека и најубаво решение е тоа да ги залепиш онака малце. Знам да викнам, јас сум многу принципиелен и сум многу добро организиран со време и гледам да им го пренесам тоа, сепак е тоа карактер, нели, ама и некоја карактерна особина, ама тоа им велам, пробувам некои битни работи во воспитувањето, за да се подобри кон општеството и кон луѓето. Прво да, нели, оние најбитни работи што се, нели, прво хигиена, да не се легне без да се измие зави, да се пази, да се внимава да не се фрла ѓубре, да се слушаат и почитуваат постарите, да се вика благодарам, пријатно, добар ден, фала, сите тие бонтон работи, ајде да ги кажам. Знаеш, секој татко и секоја мајка би дозволил се ако се нормални и ако имаат, као не знам ја кој човек не би дал за своето дете све. Така е. Така да, тоа е моје мислење. А каков татко сум, тоа треба да прашате некој мој пријател или нив кога ќе пораснат. Ја увек мислам дека не сум добар, а не сум добар од тоа што не можам многу да делам време со нив, ама па стално кога се консултирам со сестра ми вика нема две добра. Ти заработуваш за они поубаво да растат, да им овозможиш се што ти си немал, а тоа е 80%. И
И мислам дека они колку и да ми се љути, ја стално ги прашувам. Као Андреј поголем и го прашувам. Може би сега да ми се љутат, но кога ќе бидат повозрасни, ќе сконтаат зашто ја тоа сум го правил, за да им обезбедам поубав живот, побезбеден живот, пристоен, не ќе да се расфрлаат со ништо, добиваат све, ама ако подклекнат некој работи, пример у школа или ако са малиот е мал 4,5 години, онда му се зимаат сите удобности, гаджети или модерни работи на денешница и мора некои такви казни и ред да си има во домот, што е, кога е, како е, зашто е. Така да мислам дека тоа го правам како што треба. Не сум онаков луд да мора да е така, нормално има деца се сепак тие, но мислам дека ако се почне од почеток и ако им се нагласи тоа и ако они го да име како една рутина, дека ќе продолжат тоа да го прават. И тоа ќе ми биде мој најголем плюс. И едноставно би сакал само да ја добијам нивната доверба. Кога ќе ја добијам нивната доверба, мислам дека ќе бидам најсреќниот татко. И покрај сите животни премрежја, борби и загуби, едно нешто остана константно – екипата од Маало на Панчо. Може би судбината го иселила од тој толку сакан стан, но од срце никогаш не се иселиле пријателите. Неретко кажуваш дека си имал тешко детство, меѓутоа јас ќе те прашам за оние поубавите моменти. Кога ќе го погледнеш целиот овој простор сега, на што првин се сеќаваш? Па на безгрижното детство. Ја генерално сум имал, сега сум кажал тешко детство, што не е тоа срамота, но во ова малото не сум го осеќал како што веќе сум повозрасен и сум согледувал како тоа сум растел, нели? И знам дека кои ми биле проблемите кои од овој ангел сега ги гледам, сам кај биле фамилиарните проблеми, бидејќи нели сите скоро знаат, топак сум кажал дека сум живеел само со мајка ми, но затоа ова мало ми е во душа и во срце, бидејќи тука бевме една голема фамилија и верувам дека сега младиве не функционираат така, бидејќи е виртуелен свет повеќе, ама тука сме се дружиле од 7 до 77 сите и ден денес кога ќе дојдам ми е драго и верувам дека еден ден ќе се вратам. Работам на тој случај и тука ми е и срцето и душата кај да отидам. Кога викам мало, за мене ова мало, дефинитивно. Што преди денес екипата од Маало? Се слушаш ли со нив, комуницирате ли? Па, со оглед на секојдневните врски кои ги имаме, а ја работам тотално различна работа од сите, кога они одмарат и се собираат, ја работам или забавувам некој, или правиме концерти или пуштам музика. И генерално се допишуваме со некој почесто, со некој поретко, некои се одселени, доста се одселени, но сепак кога се видиме, тоа е онака баш радост за душа. И многу често сум знаел кога сум имал многу тешки моменти да дојдам тука, у мирно време да седнам баш у моје мало, мислам ова е цело моје мало, кај што ми бил стариот стан или позади, или да прошетам некој круг, едноставно неверојатно ме смирува и топлина некоја ми дава. Не знам зашто, ама има причина. Дали дека сите убави моменти ми биле тука, немало неубави, реков, иако сум имал тешко детство, но тоа било некако замаскирано, бидејќи сме функционирале како една добра фамилија. Сите другари кои ми израснале генерално, ја бев многу лошо дете, лошо под наводници, пргаво. И бев маскота у Мало, сите повозрасни ликови. Сега да не ги именувам сите, ама да кажам Даре, Зоки, Наум, Мете, Трајче, Иле и уште милион. Тие постари сум ми бил интересен, бидејќи јас сум бил тој лик палјач у Мало, како што кажав, оди плесни оваа тетка, кидам ќе ја плеснам, оди укради. Имаше една главна семкара, тогаш не знам дали имаше уопште у Скопје, може една од првите семкари таму. Тоа се вика Камењари Мало, на 50 метри од тука, па сум кај Исак и Зеко се вика, и таму семки, тоа цел град, цело Скопје доаѓаше со редици, беше боза се продаше сладолед, ја им крадев сладолед, пошто ме праќа. И ако украдеш сладолед, ми вика ќе те ставиме у тим да играш фудбал. Што е животот ако немате пријатели со кого би ја поделиле радоста и тагата? Владимир Блажев Панчо има пријатели со кого ја дели тагата, а ја дуплира среќата. Еден таков пријател е Дарко. Израснале заедно во аеродром во ова Мало. Тука за прв пат играле фудбал, криенка, тука биле првите симпатии.
Другари се веќе 25 години. За тоа какво дете бил Панчо, како растел со мајка му, што најмногу го радува. Во дневникот на едно мало со Дарко Јовановски. За син му Андреја вели дека е малска маскота, односно дека тргнал по негови стапки. Дали Панчо и пред да биде познат нели по тугата ДНК го знаеа сите во ова мало. Збориме за Владимир Блажев, така? Баш за тој. Панчо, шорти, куси и какви се надимаци деца, да не почнам да редам од најмала возраст. Значи не може дете што е растено од мало на улица да не го знае малото или да не го знаат у цела населба или па и пошироко. Значи беше уште од мал имаше некоја звезда, тако можам така да кажам, која што фала Богу сега за сега го води во добра насока. Колку време се познавате? Па не знам, ако знаеме дека ова е млада населба и ако знам дека се доселивме тука 84-та година, значи најверојатно од тогаш го знам, од 84-та година или негова 4-та година возраст, 5-та, нешто така. Мислам дека 80-то годиште, 80-81, али се знаеме од најмалата возраст заедничка, од детството. И што најчесто правевте во ова мало? Во ова мало што најчесто правевме? Па прво немаше ништо, беше пустелија, баш во тој период се градеше населбата. Најчесто игравме фудбал, камај, жмурки, џамија, не знам, брканица по црвени плочки, тоаш така беа, овие бекатонки беа поделени бели црвени. Па после тука во неговава зграда кај што живее понатака се отвори флиперници, у тоа време флиперници беа во подем, па се собиравме на флипер, игравме. И углавном таа малска дружба така, по дома си одевме, нешто се собираме, не лути се човече, нешто шах, нешто на мали години, така ли у принцип тоа малска дружба од најмали години тоа. Имаше ли нешто за што не се согласувавте? Со него? Да. Па со него почнаме да не се согласуваме од кога почна да одбива команди како најмало друштво. Додека слушаше команди по цигари, по она така нели малски мобет, да. Купи сок, купи сончоглед семки, беше окей. Почна да не се доразбираме, недоразбирање да настанува. Кога почна да одбива команди, кога се осети дека е поголем. Се шалам, не, сме се разбирале и сме се согласувале цело време, пошто цело време стварно сме биле заедно, иако не помал од мене 3-4 години, меѓутоа бидејќи ти викаме растен со мајка му Кача и најчесто сам, многу лесно се вклопи во сите генерации тука во малото за дружба и за така за соработка и така за. Така и како што спомна, тој е растел со неговата мајка, која вели дека била силна жена, полна со разбирање, не го крие фактот дека многу му недостасува. Ме интересира за тој период кога додека мајка му беше болна, дали тој зборуваше за тоа, ја споделуваше ли болката која има, како го пројде тој период? Види вака сега, кој го знае Панчо доволно добро и долго, знае дека Кача му беше него и мајка и татко све во животот, пошто мислам дека во секој интервју, во секој нешто што го прашуваат во врска со неговиот приватен живот, нема еднаш и нема испуштено да каже дека све што направил во животот, направил благодарение на можностите што му ги дала мајка му, тетка Кача, ние ја викавме. Значи, во периодот кога беше она искрено болна, и јас искрено бев на промоција на нивниот албум, го правеа во Рено, мислам дека беше, и тогаш дојде тетка. Ја тоаш прв пат ја видов неа дека носеше перика, мислам дека ако не грешам, и тогаш го тргнав на страна, викам, бе мајка ти што е работа, вака и вака, значи, во врска со канцерот, и тоа беше првата и единствена информација што ја знаев до тој момент за состојбата на мајка му, иако после тоа мислам дека хемово на што не пробаа за да ко може да ја спаса тоа, да речам, да ја излечи. Се што правеше тивко во кругот на семејството, најблиско претпоставувам дома со сопругата и така натака, меѓутоа не споделуваше пошто мислам дека не беше научен на да не го сватат сега нели погрешно дека се жали дека ова дека она и така натака. Искрено мислам дека многу не зборуваше за болеста на мајка му до пред да почине тетка Кача. Така, кога ја изгуби, како се однесуваше? Колку време му беше потребно да се врати на тој секојдневен живот, да кажеме? Дали многу тагуваше долго, дали ја покажуваше тагата? Па мислам дека вака тие што не го знаат од далеку, од многу одамна сакам да кажам што го знаат од скоро да речам од Facebook или од ДНК, мислам дека имаат многу постови читано низ последниве години од кога почината тетка Кача од аспект на или онака ја поздравува и праќа љубов, бакнежи, благодарност и така натака, и знам дека долго време го држеше и беше прилично потиштен и разочаран затоа што нели дека растеше со неа сам,
Она му беше и мајка и татко и се наеднаш изгуби мајка и татко, да се изразам вака. Му беше прилично тешко, но не споделуваше. А инаку знам дека доста патеше и физички му се познаваше тој еден период кога беше најтешко. Така падна е физички и духовно. Мислам дека кога ќе загубиш близок, мислам дека цел живот ќе си ја носиш празнината со себе, али мислам дека сега е добар, полн со енергија нова, да кажам, си има семејство, си има деца, што го рана, што го сопруга, што го рана, што го... Каков родител е Панчо? На што особено внимава додека ги воспитува децата? Панчо прво е workaholic, ако можам така да кажам. Значи голем работник е, вреден е, трудолюбив е, фер играч е, тоа е многу битно за поднебиево тука. Добар родител е, одговорен е, знам. И сакам да кажам дека преку ова што го кажувам како негова особина workaholic, мислам дека он има поминато таа другата страна на детството, да речам без тешко детство, да речам така, од секој аспект, финансиски, социјални, така натака, и мислам дека он прави све, затоа е тако workaholic, за да има возможи на децата да имаат не сега да не звучи ова сега нешто луксус, него да им го овозможи така добри услови за развој семеен, школство, социјален живот и така натака и така натака. Важи за уметник кој нема влакна на јазикот, дали од секогаш бил таков? Да. Он сака да каже дека е искрен. Искрен, да, од секогаш. И малку кога беше, значи беше искрен сега. Значи не трпеше, значи он почитуваше, нема збор, уште почитува. Затоа сум јас тука, уште почитува нели авторитет, почитува значи возраст кај луѓе постари овона, меѓутоа ако нешто има граница, ако ја преминува границата, без разлика кој е, постар човек, жена, маж, значи тука става граница и тоа е тоа. Искрен бил од секогаш, бил искрен и ради искреноста често пати моши јаде ластици човек, ама сега таков си е човекот, сега подобро да е таков нели сепак отколку да не е искрен. Постојат ли, сигурно си го видел Панчо, и кога е многу среќен? Може ли да одвоиш некои случувања кои го направиле особено среќен во животот? Прво беше среќен најмала возраст кога ја помина Кинг Конг тука која сврта игрицата на флипери, тоа беше најмал кога беше. После знам дека беше среќен, тренираше кошарка, сега дали беше у Соколи или у Водњански, мислам дека Соколи беше, влезе во таму потесен круг, да речам, на првиот тим, тоа беше исто среќен. После знам дека беше многу среќен кога отиде во Америка, учеше средно, трета и четврта година, мислам дека беше во Америка. И после кога се врати тука, работеше неколку различни работи, да речам така, различни работни места имаше и ангажмани. И после знам дека кога се даде во баш ова што го работи сега, како, ајде да речам, R&B изведувач, музичар, диџеј, што и да е продуцент, мислам дека е особено среќен. Во јануари 2020-та ДНК ќе влезат во годината на своето полнолетство. Прославата е планирана во форма на Unplugged концерт. Во публиката ќе недостигаат познат пар очи и Панчо има право да биде и среќен, и тажен, и благодарен. Затоа што токму тој пар очи никогаш не престанал да верува во него. Денес жали за многу нешта. Жали за тоа што повеќе не ја гушкал, почесто не велел те сакам. Жали затоа што немал време да ја испрати на одмор или на прослава на Нова година во Прага. Затоа има порака до сите вас, кои што во овој момент до себе имате еден или двајца родители. Ако ме прашуваш за родителите, дека треба да ги почитуваат и сакаат највише, бидејќи они се единствени кои секогаш ќе застанат за нив и кога не се во право и дека им никој поубаво не им мисли од мајка и од татко, поготово од мајка. Татко секој може да биде, мајка една, нели? И да го ценат секое време што го имаат слободно и што може да бидат со нив, да се поблиски, да им велат дека ги сакаат секој ден. Тоа и многу им значи на родителите. И јас знам, јас стално го прашам, колку ме сакаш, каже. Види дека се мали, пошто што се мали, после тоа сигурно нема да ги интересирам ја. Животот продолжува како по навика. Те нема тука, но ја знам, те чувствувам. Знам ме гледаш, знам ме чуваш, одгоре ти ми зборуваш. Би сакал барем уште еднаш да можам да те
да можам да те прегрнам, да можам да те прегрнам, да можам да те слушам, да ме допреш, да ми изгреш душа. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. Кога сеќавањето станува спомен, споменот станува богатство. Има моменти кога тешко минува денот со вакво богатство, но минува и повторно почнува нов. И во него недостигаат истите блиски лица, но некако навикнуваш на нивното отсуство. Ова беше приказна за сите нас, кои што имаме некој, кој што веќе го немаме.